Училиштата треба да бидат последни што ќе се затворат, а први што ќе се отворат, изјави Патриција Ди Джовани, представничка на УНИЦЕФ во земјава. Таа смета дека во време кога Македонија се соочува со зголемен број заразени со COVID-19, најдобриот интерес на децата мора да биде од централно значење при носење на секоја одлука за тоа кога и како училиштата да останат отворени. Според Де Джовани, земјата направи огромни напори децата да продолжат да учат во оваа пандемија, додека повеќето деца го продолжуваат образованието преку учење на далечина. Одлуката за повторно отворање на училиштата за учениците од прво до трето одделение со препорачаните превентивни и заштитни мерки представува позитивен чекор кон намалување на негативните ефекти. Светските примери покажуваат дека почитувањето на заселените мерки за превенција во училиштата и навременото откривање и изолирање на случаите и нивните контакти во повеќето ситуации се покажало успешно во справувањето на растот на бројот на новозаразени. Во земјава, според податоците објавени од Министерството за образование и наука, од повторното отворање на училиштата се заразиле само 0,05% од учениците и 0,6% од наставниците што одат во училиште со физичко присуство. Од тука, според УНИЦЕФ, кога се размислува дали да се укине наставата со физичко присуство, треба да се направи добра проценка за придобивките наспроти ризиците, имајќи ги предвид здравствените, образовните и другите социоекономски фактори. Она што со сигурност го знаеме е дека затворањето на училиштата има јасни негативни ефекти врз здравието, образованието и развојот на децата, семејниот приход и вкупната економија. Затоа повикуваме училиштата да бидат последни што ќе се затворат. Затворањето на училиштата треба да се разгледува единствено кога нема други алтернативи, порачуваат од УНИЦЕФ.